Вечерашната дебата во Отворено ја посветуваме на една борба која се води секојдневно и тивко во позадината на сите општествени процеси во социјалните, културолошките, политичките, економските и сите други сфери на општественото живење. Тоа е една борба која сигурно засега барем половина од популацијата во оваа држава би требало да ги засега сите. 8 март не е ден кога се задоволуваме со еднодневно внимание и кога треба да си делиме подароци. 8 март е ден кога треба да се преслушаме докаде се државите во извојувањето на еднаквите права. Нова емисија Отворено. Тема родова рамноправност и еднакви можности. Современиот патриархат на сцена во Македонија. Една декада од законот за еднакви полови можности. Само 3 министерки и само 4 градоначалнички. Дали е тоа доволно? Дебатираме за еднаквите можности на половите, каква е ситуацијата во Македонија со вечерашните гости. Тоа се госпоѓата Цветанка Иванова, поранешна пратеничка во Собранието и поранешна председателка на клубот на пратенички, кој имаше доста голем успех додека активно работеше. Добро вечер. Госпоѓа Флора Кадриу, поранешна пратеничка во Собранието, дел од председателството на клубот на пратенички порано, сега советника е председател на државата. Добро вечер. Добро. Госпоѓа Даниела Димитриевска, извршна директорка на канцеларијата на Македонското женско лоби, која со години се бори за правата на жените во оваа држава. Добро вечер до вас. Добро вечер. И господинот Дамјан Здравев, председател на невладината организација Реактор и представник на платформата за родова еднаквост, која обединува повеќе невладени организации кои навистина активно се борат за ова прашање. Сосема на почетокот би ве замолила да направиме еден портрет на современата жена во Македонија. Според мене, борбата за еднакви можности не оди заедно со прифаќање на одредени промени кои што ќе ги распоредат рамноправно врските во семејството, па жената во Македонија оди на работа, трча дома, се враќа да направи ручек, таа е главен ментор, како да речам, на детето, таа се грижи за децата во семејството, главен организатор на работите и покрај сето тоа треба да стигне и да докаже дека на сите полиња е рамноправна со мажот, а тоа не е секогаш признаено. Можете да не се согласите со мене, но би сакала на кратко да ја портретираме современата жена. Господи Ивана. Добро вечер уште еднаш на сите. Благодарам за поканата што можеме да учествуваме денеска во оваа ваша емисија. И пред се да честитаме 8 март, денот на жената на сите жени во Република Македонија и оние кои што се современи, и оние кои што заради ситуацијата во која што се наоѓа државата се во таква состојба во каква што се. Мислам дека оваа тема која што вечерва ќе ја дискутираме треба да биде секојдневна тема, затоа што правата на жената се човекови права и таа треба да биде постојана тема, не само во пресрет на 8 март, но добро е и тоа, вечерва можеме да расправаме или барем да направиме пресек што е она што сме го направиле во Република Македонија и во кој правец треба понатаму да одиме и што треба да правиме. Каква е денешната современа жена во Република Македонија? Па, мислам дека таа е жена која што е растргната помеѓу кариерата, професионалниот живот и семејниот живот. Жена која што сака да постигне и дома и да напредува во кариерата, она што е вработена, но исто така имаме и жени невработени кои што навистина се во очајна состојба заради високиот процент на невработеност. Имаме жени кои што живеат во руралната средина, кои што практично немаат еднакви можности. Сена се во Република Македонија имаме различни категории, да речам, на жени. Тие жени имаат различни потреби, тие жени имаат различни проблеми и државата, општеството и женските движења треба да направат се, барем да им направат оваа состојба малку поподнослива и подобра. Госпоѓа Кадриу. Значи, кога веќе говориме на оваа тема и поставуваме тези, се разбира дека ќе треба да констатираме слободно дека токму идејата на феминизмот, односно незината суштина, би рекла, и самата револуција, која што
представува, да речеме, борба за исполнување на сите права на жената, односно да има еднакви права со мажите, тогаш со право, значи, може да истакнеме дека таа идеја и самата револуција не е прекината. Значи, тоа е факт што денес говориме на таа тема на оваа емисија. Но она што јас би сакала да го истакнам е дека токму ова прашање кое што е поставено можеби најмалку 2 века, дали жените ги имаат исполнето сите своји права, е прашање на кое што одговорот е не. Мислам, статистиката одговара дека не е така. И токму затоа што ако се гледа од историски аспект, значи во минатото, меѓутоа и денеска жената е секогаш поставена во една по-незадоволителна или да речем пододредена положба во однос на мажот во сите сфери на животот. И се разбира дека секогаш на целата земјина полутопка говорам, се соочуваме со проблеми, значи жените се соочуваат со проблеми на сите нивоа. Меѓутоа, кога веќе говориме за портрет на современа жена, особено бе замолила жената албанка, добро, тогаш морам да кажам дека ние сите жени сме исти. Значи, немаме разлики помеѓу нас. Можеби разликите во однос на религиската определеност или етничката определеност или лингвистичката, јазичната определеност не прави за да изгледаме поинаку едни од други, пред се сме луѓе. Значи, и тоа дури не прави да не се разликуваме од мажите, затоа што сигурно ниту една не се чувствува помалку човек од нас, значи, во однос на мажите. Но што се однесува до жената албанка, можеби има, односно се соочува со поголеми предизвици и проблеми, како, да речеме, во градските делови, така уште повеќе во руралните. Меѓутоа, современата жена, доколку навлегуваме во делот, дали тоа подразбира еманципираност или еманципирана жена, сега постојат различни мислења околу ова. Порано, лично сметав дека да бидеш еманципиран, треба да бидеш независен во твојот став, односно да имаш независност во изборот и слично. За подоцна, како што создравав, да констатирам дека еманципираност може да подразбира повеќе финансиска независност за жената. Или пак онаа теза што вели дека за едно општество да биде еманципирано, пред се треба ние да ги еманципираме мажите. И сметам дека проблемот можеби повеќе останува во овој дел, еманципираност на мажите. Инаку, жената како жена, покрај она кое што е вработена, се разбира, покрај работните обврски, се разбира дека сите еднакво ги имаме и домашните обврски, како што рековте и вие, психолози на своите деца, значи моделирање на нивната личност. Пред се најголемото богатство се разбира за жената тоа што е мајка. Така што сметам, значи, дека разлики постојат, но тие се минимални во делот кога портретираме една жена како жена. Така, Димитрија Скрипан. Модерната жена, ако ја портретираме и ако земеме во предвид дека станува збор за маж и жена со исти квалификации, значи со иста позадина, образование, образовна позадина, можеме да кажеме дека вака. Ќе ја портретираме како помалку платена, како повеќе вработена, како со многу повеќе обврски. Со многу повеќе. Извинете што ви упаѓам. Да, ве молам. Значи, статистиките кажуваат дека жените завршуваат студии со поголем успех, помалку напредуваат заради семејните обврски, затоа што статистиките исто покажуваат дека во домашната работа жените го трошат времето од 3 до 6 сати дневно повеќе, а мажите од 1 до 2 часа. Значи, тие 3 до 5 па и 6 часа, во просек зборувам, се неплатен труд на жената, кое што не овозможува да учествува во социјалните сфери,
тука би ја вклучила и политиката, и не ја возможува да заработува, да учествува во поголемо вклучување во работните односи, за да може да напредува. Заради тоа, ние имаме само многу мал број на жени, посебно во Македонија, во приватните фирми, на чело на фирмите се само 3 до 5 жени, кои што ги водат истите, додека останатите се мажи. Од едноставна причина што тоа е модерната жена нема институции кои што ќе помогнат во незината работа. Модерната жена на исто работно место е помалку платена од мажот. Од модерната жена се бара повеќе. Значи, ако отворите од женските списанија, ќе ви кажат како треба да изгледате, како треба да се однесувате, колку време треба да посветите на децата, колку време на работата, колку време на политиката. И ако пресметате, тогаш вам денот треба да ви биде најмалку 48 часа, најмалку, за да стигнете се, и сето тоа со константна брзаница. Значи, модерната жена е експлоатирана во младоста од обврските кои што ги има кон децата и кон семејството, а додека е повозрасна од во обврските кои што треба да ги има кон внуците или кон нека на старите лица. Значи, сите институции кои што треба да бидат во поддршка на овие жени, се, бидејќи има кој да ги носи на својот грб и се бесплатни, затоа што жените тоа без пари го работат, и во вкупниот буџет на една држава тоа изнесува 1/3 од истиот. Значи, неплатена работа. Модерната жена е, значи, експлоатирана жена, уморна жена. Здраве, дали се согласувате? Дали ќе бидете самокритичен во име на својот пол? Апсолутно. Не сум сигурен дека можеме да правиме профили на жени, особено во ова време. Меѓутоа, жената во Македонија во време, жена која што живее во тврдокорен патриархат и жена која што е системски дискриминирана, изложена на структурно насилство во речиси сите општествени сфери. Дали е економијата, дали е политиката, дали е јавниот дискурс, дали е домот и семејството, жените во Македонија се дискриминирани и тоа статистичките податоци недвојбено го покажуваат. За жал морам да кажам дека жените од етничките заедници и жените кои што живеат во руралните средини се двојно дискриминирани и во тој контекст напорите кои што треба да се преземат за да се подобри таа ситуација никако не можат да бидат како да кажам, поединечни или спорадични, тоа треба да бидат системски напори кои што ќе се позанимаваат со овој проблем. Неретко знаеме да ги земеме правата на жените здраво за готово и при тоа забораваме дека во многу голем дел од државите од светот постои назадување на тие права. Можеме тука да ја вброиме и Македонија, а во добар дел од државите жените добиле право на глас тек во втората половина на 20 век. Од тука борбата за еднаквост на жените, еднакви можности и еднакви права е далеку од завршена, тек доправо предстојат напорите за Здраве, вие велите системски пристап, што е, се разбира, многу важно и треба да биде целта на сите иницијативи. Меѓутоа, оно што исто така многу важно е кај другиот пол, дали ќе се развие тоа разбирање, дали ќе биде прифатена таа потреба од изедначување на можностите. Сигурно ќе ги интересира гледачите дали има доста мажи, да речеме, во овие организации за борба за правата на жените. Вие сте во една платформа која навистина се залага за овие права и која што обединува доста невладини организации. Кој беше вашиот мотив? Сосема на кратко. Мотивите се, ние им пристапуваме на женските права како на човекови права и веруваме во принципот на еднаквост без разлика на каква демографска разлика постои кај интересната група чии исто интереси ги застапуваме, но за жал огромен е проблемот со вклученоста на мажите во процесите за унапредување на положбата на жените и многу е мал бројот на жени феминисти. Ќе искористаме пример на скорешна седница на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените. Само двајца пратеници беа присутни, едниот од текот на целата јавна расправа, а вториот само во еден дел. Неопходно е поголемо вклучување на мажите во процесите и во системските напори за унапредување на положбата на жената. Ние сме се уште многу далеко. Значи, сето ова што на маже што спомнав што велите вие дека проблем. Сето ова што го начнавме сега ќе го анализираме подетално, ќе покажеме и статистика. Мислам дека не е лошо на почетокот да почнеме со она што беше еден од поважните настани во борбата за правата на жените, а тоа беше
Пекиншката платформа 1994 велите вие, според моите информации, 95 година за напредокот на особено за напредокот на жените во учеството во политиката, ОПС има направено анализа во февруари оваа година, значи 20 години по потпишувањето на оваа платформа. Каква е состојбата во земјите членки на ОПС? Би можеле да ги видиме сега телопите кои ја покажуваат оваа ситуација, ако може од режија да ни ги пуштат. Еве, според оваа анализа, значи се уште главните бариери остануваат кај жените. Домашните обврски, културолошките навики во општеството, недостиг на поддршка од семејството, недостиг на самодоверба, односно доверба, lack of confidence, и недостиг на финансии. Кај мажите, на прашањето, значи, кои се главните бариери за учество поголемо во политиката и во јавниот живот, домашни обврски, културолошки навики, семејна поддршка воопшто не фигурираат како фактори за предизвик за учество во политиката. Следниот телоп. Значи, земјите тука се поделени според стратегиите за промоција на учество на жените во политичките партии. Шведска, например, земја која процентуално има најголем број на пратенички во парламентот, е во син круг, каде што земјите немаат задолжителни законски квоти, но имаат доброволно прифатена квота и воспоставена пракса за промовирање на родова еднаквост. Македонија е во другиот дел, во црвениот круг, каде што оваа обврска е предвидена со закон. И само уште еден, сосема накусо. 20 години по Пекиншката платформа, Македонија е на високо 13-то место, со 33,3% застапеност на жените во парламентот, што е 10% помалку од Шведска, што ја спомнавме преска како прва на листата. Таа има 43,6%, а 22% повеќе од Унгарија, например, која има само 10% пратенички во парламентот. Горе-долу, значи, ова е ситуацијата денеска, ова е анализа од февруари 2016 година. Што постигнавме ние последно во борбата за правата на жените? Законот за еднакви можности е уште од 2006 година со цел воспоставување на еднакви можности на жени и мажи во политичка, економска, социјална, образовна, културна, здравствена и било која друга област од општествениот живот, а последната извојувана битка е квотата од 40%. Повеќе малку за ова и дали во видувањето на овие квоти и ова релативно добра позиција на вистина значи поголемо влијание на жените во политиката и удел во одлучувањето? Значи вака, најпрви да кажам дека таа Пекиншката платформа за акција предвидува останати уште 12 области кои што се однесуваат. Ова што го презентиравте, ова е само за политичкото учество, инаку има по теми мир, безбедност, здравје, економија, медиуми, екологија и така натака, да не ги набројам. Значи тоа се широко опфатена платформа и од 20 години потоа земјите увиделе дека имале премногу големи амбиции и дека најголем дел од земјите се далеко од нивното исполнување. Оваа позиција која што ја видовме за политичкото учество на жените во Македонија и не рангира на едно убаво 13-то место се должи на борбата на жените. Тука е и Цветанка, која што е една и Флора, која што заедно сме се бореле со години наназад за унапредување на квотата. Квотата започна како 30% и започна како 30% необавезителна, значи не одредуваше место каде што ќе се најдат жените. И после првите избори увидовме дека на тие 30% секогаш беа на долниот дел на листата. Значи формално само. Значи и по некое место. Таа квота од 30% на која што беше претежно неодредена каде е местото, даде 18 жени пратенички. Тие 18 жени пратенички ја поведоа борбата на своите плеки за да извојуваат она реална квота од 30% која што потоа се виде во собранието. А таа беше, потоа квотата беше
30% на горниот дел и 30% на долниот дел на листата. И тука не бевме задоволни затоа што не ја даде 30% во парламентот, во локалните совети, така да се донесе едно убаво решение помеѓу секое, не значи како што некои го кажуваат на секое трето место, жена не. Туку помеѓу сите три места, како се гледаат три, по едно од помалку застапениот пол. Тоа не значи дека треба жената да биде на трето, шесто, девето, како што некои си мислат, туку дека ако имате две жени, доаѓа еден маж заради тоа што во тие три е помалку застапен. Таа квота по тој редослед даде реално 30% во собранието, малку помалку во локалните совети од други причини, кои што може подоцна да ги дискутираме, и таа квота даде малку поинаков импакт во динамиката на работењето на собранието. А сега, последната квота, која што се усвои со последните измени на изборниот законник. Цветанка беше исто наш застапник во преговорите заедно со господјата Силвана Бонева, кога се одвиваа преговорите за околу изборниот законник и се успеа да се издействува квота од 40%. Оваа квота од 40%, значи истиот принцип кој што постоеше на сегашните избори, плюс една до 10-то место, на кое место партијата ќе одреди да биде поставена. Ние се надеваме дека партиите ова плюс една жена ќе ја постави малку повисоко и тука ќе ја видиме разликата како партиите гледаат на жените и дали тие всушност ќе се залагаат за она кој што внатре во партиите веќе голем дел политички партии го има донесено, а тоа е квота од 40% во изборните органи и на кандидатските листи. Генерално ова се бројките за квотата. А зашто се бориме за квотата? Многу жени, има многу жени во светот кои што сметаат дека е непотребна. Мислат дека заради нивниот квалитет, нивната политичка активност може да се најдат на местото, но еве ние имаме искуство кога парламентот бројал само 5 жени и 3 жени од 120 во тогашниот систем, само 3 жени, тоа не значи дека немало доволно квалитетни жени. Да, квалитетот би бил аргумент кога не би бил полот пречка за напредување. Цветанка, дали оваа квота еве уште поголема сега од крајот на минатата година усвоена, на вистина ќе даде политичко влијание на жената во држава? Да се вратиме малку поназад, значи 20 години од Пекиншката декларација, Република Македонија во овој период може да се подели овој период на два дела како напредувала по ова прашање. Првиот дел е оној златниот период кога Македонија беше практично лидер во регионот по однос на женските права и ние како клуб на жени пратенички од Собранието на Република Македонија некаде до 2008, 10-та уствари година, 7-ма, 8-ма, 9-та, 10-та, во тој период, значи, бевме пример и од нас учеа жените во парламентите во Косово, во Босна, во Србија, во Хрватска. За жал, ако погледнете денеска, Република Македонија е уназадена. Практично, клубот на жени, овој парламентарен состав не функционира. Тоа е, значи, зошто не функционира? Затоа што нема политичка волја кај представниците во парламентот, кај политичките партии, особено политичките партии на власт. Претходниот парламентарен состав исто така клубот на пратенички функционираше, ама онака како без душа за некои прашања кои што ако од надвор од невладините организации беа поттикнати иницијативи да се состане. Добро, во еден период на вистина би било тешко да функционира клубот на пратеници и комисијата во собранието, бидејќи СДСМ долго време го бойкотираше парламентот, меѓутоа велите дека уште од порано... Не само за бойкотот, јас ќе ви кажам дека, како што кажав, златниот период за кој што зборуваше и Даниела, почнува некаде од 98 година, кога се отвори прашањето, нели, и е донесена во собрание декларација за еднаквите можности.
2002 првиот закон, изборен законник воведување на квоти. Јас сум пионирот, да кажем, со голем број на жени, како што се, да речеме, Елеонора, Благородна, Ристана, Силвана и така натаму, кои што сме влегле први по системот на квоти и сме си ја сватиле задачата заради која што сме влегле во парламентот, покрај тоа што треба да ги представуваме. И тоа до кога? Бидејќи е навистина... навистина... ви кажам, покрај тоа што треба да ги представуваме граѓаните кои што не избрале нашите политички партии од кои што потекнува, секако дека најважно беше и женското прашање, затоа што тоа беше еден простор каде што ние сите заеднички делувавме, сите заеднички се внесувавме во тоа. И секој изборен законник практично беше унапредување на квотата, за да имаме ова сега 40% квота. Меѓутоа, сметам дека квотата јас ја поддржувам. Бидејќи ако ја немаме, и ќе немаме жени во парламентот. Сепак се отвораат одредени прашања, имаме извесен напредок. Во извршната власт немаме квоти, затоа максимум сме постигнале само 3 жени максимум до сега министерки. Да, од листите потоа жените ги нема во градоначалнички исто така немаме, затоа што нема позитивна некоја мерка за позитивна дискриминација. Мислам дека тоа треба да биде еден од приоритетите на невладините организации и секако и на жените парламентарки. Мислам дека пред се и над се треба да се има политичка волја за отворање на женските прашања. Изминатиот период имаме страшни уназадувања на женското прашање. Јас ќе ви прочитам само неколку податоци. Република Македонија во 2006 година рангирана од 115 земји на Светскиот економски форум била на 28 место во оној родов ГАП, што го викат на Обединетите нации, за родов јас. За да во 2014 и 2015 стигне на 70 место. Подобар податок од ова за уназадување на правата, значи нема. Во овој момент и претходно, изминативе 2 мандата особено, парламентарното мнозинство, демохристијанските партии немаат интерес и не им се во фокусот женските прашања. Но не само во делот на политичкото представување. Многу е битно каква е... Ние не сме во парламентот сами за себе, како жени. Не треба да бидеме во парламентот само како квота, како бројка. Ние треба да отвораме бројни прашања. Погледните изминатиот период во златното време што го викаме. Се донесени бројни закони, стратегии, закон за еднакви можности, формиране секторот за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика, направена е таа правна институционална рамка за заштита и поттикнување на реализирање на женските права. Цветанка, извинете, дали имало ситуација, дали може да се сетите, например, на некој пробив во оваа област, кога вие како жена и борец за женските права и пратеник и така натаму, сте се спротиставиле на председател, да речеме, на вашата партија? Да, сме се спротиставиле. Еве, само една случка ќе ви кажам. Кога се донесува во 2005 или 2006 година Законот за пензиско и инвалидско осигурување, жените од Социјалдемократскиот сојуз се спротиставија на партискиот став да се оди во пензија или да се остварува право на пензија по основ само на старост. И тоа го продолживме за 2 години. Го издействувавте? Да, го издействувам. Исто така сме се спротиставиле на партискиот став кога се донесуваше Законот за работни односи, каде што практично делот кој што се однесуваше на заштита на работничките права, односно на правата на жената работничка, не се согласивме и се дебатираше, колку се сеќавам, некаде околу 2 недели и ја постигнавме целта. Меѓутоа, денеска јас не гледам дека некој се спротиставува на својата политичка одлука по одредено прашање. Еклатантен пример вие законот за абортус. За законот за абортус имаме... Знаете, се случи да во време кога имаме најголем број на жени во собранието, да се удри врз едно право кое што било затворено во Република Македонија. Никој не поставувал такво прашање за или против абортусот.
Беше тој поканата период во имаме- емисијата, само на гледачите им должам претседателката на комисијата за еднакви можности, меѓутоа не беше во можност да дојде, таа е од партијата на власт, од ВМРО ДПМН, за жал не е тука за да може да ги спротивстави. И уште нешто само аргументите. на кратко би сакала да кажам дека во делот на бидејќи ние не работиме или не се организираме само за политички да бидеме представени во парламентот, се грижиме и за здравјето на жените. Исто така погледнете ги податоците кои што се во тој извештај за родов јас на Република Македонија од 140 земји е рангирана на 120 место. Знаете што значи тоа? Катастрофална состојба. Погледнете ја состојбата околу морталитетот на доенчина. Во 2012 година сме имале 25% смртност кај доенчината. Кај мајките имаме во 2008 година сме имале 0 смртност. Сега во 2013 година имаме некаде 4,3%, а сега некаде 2016 сигурно над 5%, затоа што имаме нели ова смртност, зголемена смртност кај Благодарам за сега, Флора бараше зборот пред Барам збор затоа што сакав да се надоврзам, се разбира на темата и сосема се согласувам со почитуваната Даниела, кога рече дека постои мнение кај еден поголем број, да речам, на жени, затоа што и ние при самите конференции на кои што сме присуствувале во однос на ова прашање, нели, најчесто организирани можеби од NDI или пак од други организации, жени од регионот, често пати сум го слушнала тоа мнение, дека едноставно не се потребни квоти затоа што жената е еднаква со мажите и би требало заедно да биде во самата конкуренција доколку е таа способна. Меѓутоа, според она што претходно се укажа тука, кога веќе се забележува дека онаму каде што нема квоти, значи говориме на локално ниво, нели за градоначалнички или пак за места каде што жените треба да носат одлуки, министерства, да речеме значајни ресори во нашето општество, во нашата држава, кога говориме да речеме и за кандидатки жени за председател, и тогаш има еден минимален број, една или воопшто, тогаш јасно е дека квотата е нужна. Значи, колку и да се согласувам дека јас сум човек и дека моите човекови права и слободи се еднакви со мажите, и тие права мои кои што и припаѓаат на првата генерација на основни и најстари права кои што ние ги носиме со себе со самиот акт и чин на раѓање, кои што не треба да ги бараме, значи не треба да молиме некого за да не ги даде, затоа што тие се гарантирани според листингот на правата на меѓународното право, а Македонија е потписничка на многу меѓународни договори, конвенции и така натаму, значи тие треба да се остваруваат, но ова укажува на проблемот дека мажите некако како да го окупирале светот. Значи, како едноставно да доминираат. Значи, сметаат дека доколку жената се постави на пиедесталот, можеби таа многу добро ќе напредува, па ќе бидат загрозени. Сега, значи, има различни мислења. Но она што треба да им се истакне на мажите е дека ние треба да бидеме еднакви со нив. Значи, ние не ги гледаме нив како непријатели, затоа што и тие се жртви како што сме и ние, да речеме, на крајот на криштата. Меѓутоа, треба да бидеме заеднички поставени на места со целиот наш потенцијал и капацитет за да може да владееме. На крајот на криштата светот сигурно не би бил подобар доколку ни Република Македонија, доколку владеат само жени. Меѓутоа, доколку и жените се дел од владењето, верувајте, ќе биде многу подобро. Но она што сакав да го укажам е дека квотата овозможува на вистина поголем број на жени парламентарки. И токму со квотата
значи се овозможи, ми се овозможи мене да бидам пратеник во Собранието на Република Македонија. Доколку го гледаме Собранието, тоа веќе представува еден вид на мапа, символ, огледало, да речеме, на структурата на население во Република Македонија. И јасно е дека тука се забележува дека имаме, нели, женски род внатре, машки род, без разлика што тие се дел од политички партии кои што ги застапуваат со различни ориентации. Но она што мене ме засега повеќе е проблемот дали е подобро да имаме поголем број на жени, значи квантитет, или ни е потребно внатре да имаме квалитет. Јас сум за поголем број на жени и ме радува кога ги гледам дека се во поголем број во Собранието. Меѓутоа, од друга страна сметам дека лидерите и лидершипот на политичките субјекти во Република Македонија, пошто знаеме дека така функционира, кога веќе немаме отворени листи, дека во иднина ќе се залагаат да направат една добра селекција. Значи да постават жени кои што имаат капацитет, потенцијал и кои што на крајот на краиштата ќе си ја заслужат, да речеме, ќе го заслужат и својот пратенички мандат, меѓутоа и платата за што се внатре. Од друга страна, ако им забележиме на инертност и на послушност, да речеме, тогаш тоа можеме да го забележиме и на другиот пол од пратениците. Да, меѓутоа јас сакам само да истакнам дека во делот кога вие говорите дека има подобрување на квотата и сега имаме, нели, 40%, доколку жената биде поставена покрај оние на првите 3 места, туку и после тоа, нели, до 10-то место, јас мора да укажам на фактот дека тоа нема да важи за партиите од албанскиот блок. Затоа што нема шанса, значи, пратеници да излезат од една партија до 10-то место. Многу тешко и многу ретко. Тоа е законска обврска. Така што законска обврска која што доколку се реализира и имплементира, ќе видите дека во Собранието ќе има само жени, повеќе можда парламентарки од македонскиот блок, додека од албанскиот воопшто нема да има. И сега тука јас, доколку сте направиле нешто друго, инаку до 10-то место, јас не верувам дека... Се останува истиот принцип како што беше досега, значи за трите, останува истиот и плюс една до 10-то место. Тука затоа ви велам дека нема да има од албанскиот блок. Не направивме истражување. Токму истражувањето покажа, ние со Цветанка и со останатите жени направивме 4-5 истражувања да видиме која е најдобрата варијанта. Во една изборна единица 10 ќе поминат пратеници од една партија кај нас. За 40% како што го избравме, значи останува старото решение на секое трето место, едно место за помалку застапениот пол, со тоа што до 10-то место уште едно за место за помалку застапениот пол. Тоа значи од 10 на листата 4 треба да бидат жени. Нашиот предлог на Социјалдемократскиот сојуз беше, јас ви кажувам од исто не верувате. Ако е законски и доколку мора тоа Значи истражувањето што го правевме беше имаше многу варијанти. Значи варијанти дал да биде до 7-то, до 9-то, до 2-то. Предлогот на Социјалдемократскиот сојуз беше до 7-то место, уште едно за помалку застапениот пол. Меѓутоа не беше прифатено од другите политички партии и според мене и ова решение е еден чекор напред. Затоа што до 2020 година Република Македонија мора да гради систем или квота или позитивни мерки 50%, значи 50-50 застапеност. Затоа што 50% од популацијата е жени, 50% е мажи или 51% според статистиките. Здраве, дозволете ми да го вклучиме господинот во дискусијата. Поправете ме, само дозволете ќе го кажете тоа што сакате. Вие доаѓате од невладина организација, Даниела, и вие имаме и две политичарки. Поправете ме ако не сум во право, мислам дека овие квоти од почетокот се изборени на иницијатива на невладините организации. Се разбира понатаму и во соработка со госпогите од политиката, меѓутоа на тешка борба и иницијатива на многу невладини организации кои што се грижат за правата на жените. Сега како оваа квота од 40%, што треба да направат за вас да ви возвратат политичарките, тие што ќе влезат во собранието, на вистина да има зошто да се таму 40% жени? Да се изборат за квота од 50%. Не само квота. Не треба да се бавиме со статистика, нека биде секое второ место на помалку застапениот пол и ќе го решиме, ама тоа нема
може. Мислам дека загриженоста на господјата Кадрију е дека во мешаните етнички заедници, каде што да речеме албанската заедница е малцинство, влегуваат 4 до 5 места, па така процентот на жени во кои што влегуваат парламентарки не ги задржува 30%. Само ако може да довршам, мислам дека квотите се исклучително важни и кај нас се неопходни затоа што живееме очигледно во општество кое што без квоти нема да ја напреди положбата на жените. Онаму кај што нема квоти, родовите јазови се запрепастувачки и тоа е најголемиот аргумент зошто на нас ни треба квоти. Од осамостојувањето на Македонија до сега, вкупно околу 9% од министрите биле жени, односно биле министерки и никогаш Добро, и сега не е процентот. Не е ни сега каков, процентот, никогаш сме немале жена на раководна позиција. Сега тоа може да го пресликате. Вкупните министри од вкупните. Осамостојувањето до сега вкупниот број на министри е помалку од 9% и сме немале жена председател, сме немале жена премиер. Имаме многу мала застапеност на жени на раководни и неизвршни функции и квотите треба да се пренесат и тамо. Вие во државната администрација прво немате точна бројка на поделеност на родова, а второ на раководните позиции жените се малцинство, иако речеш има подеднаков број на вработени жени. Она што е интересно за индексот за родова нееднаквост на Светскиот економски форум е дека токму во политичката застапеност Македонија има најниска оцена од останатите 4 области кои што се образование, социјала и економија. И јас морам да се согласам со ставот дека во последните 10 години положбата на жените во Македонија е уназадена, иако оваа квота е голем чекор напред, има други политики кои што ја уназадуваат положбата на жената. Тука можеме да почнеме од законот за абортус, од тоа како се третира жената во јавниот дискурс, па до изјави на одредени уставни судии кои што велат дека сон на секоја жена е. Еве на пример јавната расправа, ако добро паметам, за пред да се донесе тој закон за прекина бременност не беше инициирана од пратенички, таа беше инициирана од невладините организации. Немаше. Да, законот за абортус дојде преку ноќ и практично пратеничките го одмолчија, особено пратеничките од парламентарното мнозинство. Тогаш од невладиниот сектор, невладините организации кои што се бават со заштита на правата на жените, излегоа на протести, практично извршија притисок на жените во парламентот да направат некаква јавна расправа околу законот за абортус. Тогаш се сеќавам дека Социјалдемократскиот сојуз беше во извесен бојкот, не се јавуваше за дискусии во парламентот и мислам, колку се сеќавам, јас се прекршив таа одлука на нашата политичка партија и кажав, може да ми се лути и политичката партија, може да ми се лутат и сите жени, меѓутоа ова прашање е прашање кое што не смее да помине преќутно. Ова е многу важно затоа што Република Македонија ова прашање го сметала за затворено и повторно ова се отвара. Под притисок, значи, на невладиниот сектор направивме јавна расправа. Мислам, го спомнав тоа, бидејќи навистина е огромна улогата на невладиниот сектор и иницијативата и буткањето на сите овие процеси, кој што ќе добие веќе можноста да влезе во собрание и да се бави со политика, тие господи навистина треба да ја продолжат борбата. Ќе ми дозволите да го повикам првиот од граѓаните во студиото кои се пријавија за прашања. Марина Трајкова. Повел. Добар вечер. Зборуваме за родова рамноправност и некако неизбежно е да го спомнеме образованието на оваа тематика. Моето прашање всушност е наменето кон жените во оваа емисија, како политички активни и како активни во процесите на донесување на одлуките. Би сакала да прашам што беше направено и што планираат да се направи по прашањето дека родовите студии се ставени во мирување, а на нивно место се отворени семејни студии. Меѓу другото би сакала да прашам, бидејќи низ мојата работа со државните институции и единиците на локалната самоуправа, имам забележено дека оние кои што се одговорни во комисиите за еднакви можности на жените и мажите го немаат всушност образованието за родова рамноправност и официјално, меѓутоа низ мојата работа ниту практичната. Би сакала да прашам едно објаснување да добиам од нив зашто кога веќе се нудат кадри од родовите студии не се вработуваат во државните институции и единиците на локалната самоуправа и како тие би можеле да извршат влијание за оваа ситуација да се подобри. Видите, наменето прашањето до жените во студиото, а мислам дека Здравевки има навистина доста што да одговори на тоа. Мислам, може сите да одговорат кој сака. Повелете. Данила?
околу институтот, значи потребата од еден таков институт кој што образува кадри е неоспорно, со оглед на тоа дека Македонија ги има подпишано голем број на и ратификувано голем број на декларации, меѓународни документи кои што изискуваат нивно имплементирање и нивно известување подоцна. За таквото имплементирање и репортирање е многу потребно и тоа се однесува на голем број на министерства. Значи, во секое министерство има потреба од најмалку, зборуваме, најмалку по еден вработен, а секаде, мислам дека тој број треба да биде и поголем со оглед на тоа дека ги регулира односите во министерството, потоа известува кон ресорното министерство и понатака. Значи, тоа зборуваме на национално ниво, а да не тргнеме за на локално ниво. На локално ниво потребата е уште поголема. Посебно кај имате толку големи општини со големи програми, со големи финанси, кои што сакаат и се обидуваат да внесат една поинаква политика, каде што ќе ги разгледуваат нивните политики од родов аспект, како нели се имплементираат во смисла на секојдневни потреби. Од тоа дали осветлувањето е соодветно, дали автобуската постојка е пристапна, дали има места за колички буткање за мајки со колички, дали има паркови, како училиштата се пристапни, значи сиот тој опсек е во рамки на локалната самоуправа. Локалната самоуправа во Македонија има голем потенцијал за да им излезе пресред на граѓаните и да ја имплементира политиката која што е потребна. Овдека неоспорно биде, иако законот има предвидено координатори, кои што се координатори за еднакви можности, освен тоа што се бава со законот за еднакви можности, со последната прераспределба на должностите, тие го зедоа и законот за антидискриминација. Така да една особа доби премногу обврски, а во малите општини па уште повеќе со оглед на тоа колку финансиски можности има за вработување. Но во поголемите општини дефинитивно има потреба од ваков образован кадар. Не само во општините, во министерството? Не, јас го кажав најпрви. Сега кажувам дека потребите од ваков кадар, па и во невладините организации има потреба од таков кадар. Потребата од кадарот е неоспорна. Ние до сега се сретнавме со завршени студенти и мораме да кажеме дека со себе имаат исклучително знаење. И мислиме дека во иднина е добро да овој институт обстои и да продолжи со работа и секаде каде што сме имале можност, сме го поддржале и сметаме дека ќе се најде начин. А сте добили некакво објаснување зошто се биде изменети тие студии? Објаснувањето кое што сме го добиле е заради тоа што ниту еден од вработените не бил, од дипломираните не бил вработен, немало потреба. Повелете, кажете. Официјалното објаснување за ставањето во мирување на родовите студии од Министерството за образование и наука тогаш беше дека има огромен кадар од општествените науки и дека со тоа сакаат да поттикнат запишување на студентите на техничките факултети, меѓутоа од друга страна напоредно со ставањето на во мирување на родовите студии се отвараат семејни студии кои што го проучуваат семејството, меѓутоа тоа веќе беше проучувано во рамките на родовите студии, така што и на други студии. Според мене, ова е резултат на тоа што ова влада во континуитет веќе не во незин фокус не е женското прашање. И како резултат на тоа се случи ова укинувањето на родовите студии и наместо родови студии воведе семејни студии. Тоа значи поврзано со идеологијата која што од прилика на која што припаѓа. А кога беа воспоставени родовите студии? Родовите студии
Мислам дека некаде 2003-4. Четврто, 2004 Колку се сеќавам, според мене, мислам дека овој процес на уназадување на женските права, вклучително нели како резултат на тоа и укинувањето на овие родови студии, мора да прекине. Сметам дека жените повторно треба да го вратат она солидарност меѓу себе и да сватат дека мора заеднички да се борат поддржани секако од младите од невладините организации. Ова не е машко-женска битка. Ние не сме ја добиле битка тако и во златните времења сами сме ја добиле затоа што сме биле поддржани од мажи кои што на вистина за нив било апсолвираното прашање дека ние треба да имаме сите еднакви можности. Повторно треба да го вратиме во фокусот на вниманието женското прашање. Сметам дека прво треба да почнеме од институционалната рамка. Овој сектор кој што е денеска не може во целост да рефлектира исполнување на задачите кои што треба, затоа што нити има доволно човечки, нити технички, нити финансиски ресурси. Овој сектор треба да прерасне во секретаријат во влада, затоа што ако сме ние 50% заслужуваме, некаде во некои земји како што е во Норвешка имаат посебно министерство, но ајде да не се амбицираме толку. Сметам дека потребно е првиот чекор што ќе се направи, да се направи секретаријат во влада кој што ќе се занимава со женски прашања. Ова ќе го врати тркалото повторно на правиот пат. Ќе почнеме да се занимаваме со вистинските проблеми, вистинските прашања, ќе ги вратиме родовите студии затоа што се потребни. Образложението на владата или на надлежните дека имало доволно образован кадар не е точно, затоа што нити по министерствата, се надевам, нема соодветни вработени кои што ги поминале овие студии, а не пак во локалните самоуправи или во невладиниот сектор, убедена сум дека повеќе, затоа што невладиниот сектор секогаш имал повеќе сенс за овие прашања. Мислам дека тука треба да го вратиме прашање во фокусот на вниманието. Да, но тука на самата дискусија, кога веќе говориме, јас сметам дека повеќе е потребно вината да ја бараме некаде во нас, жените сами, не толку, да речеме, во партиите, затоа што најчесто жените кои што партиципираат, да речеме, институционално во самото собрание, најчесто наведени од самите дневни политики кои што се случуваат, ги забораваат проблемите своји, односно забораваат да соработуваат во насоко на изнаоѓање на решенија за самите вака. Значи, од 2006 до 2011 бев пратеник во собранието, тогаш е донесен законот за еднакви можности помеѓу родовите, тогаш е донесен законот против семејното насилство, тогаш е донесен законот против мобинг од работодавачите на вработените. Значи, се воспостави една стратегија, да речеме, национална, на национален план или акционен план околу сето ова, меѓутоа, дали тоа функционира како што треба? Тоа е можда прашање. И дали воопшто жените се залагаат, затоа јас реков, кога веќе го спомнавме клубот на пратенички, јас сметам дека сега воопшто не функционира. Значи, тоа е како резултат, да речеме, на немањето сплотеност и соработка помеѓу самите жени пратенички. Солидарност на друго ниво, изостанува. на таа Значи, кауза, доколку тие решат одредено прашање, тогаш сигурно дека ќе можат да направат притисок и да излобираат во самите партии да дојде до некакво решение. Меѓутоа, јас не гледам дека тие воопшто покажуваат заинтересираност за некое прашање. Еве, јас од себе лично ќе почнам. Бев пратеник, нели? Овие закони се донесени. Сум имала дискусија. Меѓутоа, бев толку занесена, да речеме, со дневната политика, што изумував дека е потребно да се покрене дадена иницијатива или да се покрене идеја или некој предлог, закон кој што едноставно ќе влијае во подобрувањето на статусот на жената во нашето општество. Ние, жените парламентарки, мора да признаеме дека секогаш сите чекори ги превземаме само во момент кога невладините или граѓанските организации повеќе притискаат во тој дел. Да го слушнеме прашањето. Сега таа е Не е тој случај во... Моето прашање до спецификурица говорните. Спомнате дека системски жената не е рамноправна со мажот, па тука ме поставила прашање кои се вашите препораки за кои хитно би требало да се спроведат и воедно дали мислите дека татковското отсуство, односно треба да биде задолжително?
нешто што е веќе мерка во други западни европски држави. Кои се мерки што треба да се преземат да се поправи состојбата на неравноправност и татковското отсуство? Сме за татковското. Здраво. Јас мислам дека една од основните работи кои што треба да се подобри е економското зајакнување на жените, бидејќи пристапот до ресурси е основниот механизам за угнетување на жените. Голем дел од жените немаат пристап до ресурси, 70% од структурата на сиромашните во светот се жени, само 1% од жените според Обединетите нации од прилика поседуваат имот за да можат економски да просперираат. Според тоа мислам дека особено во Македонија, кога имаме 55% од работоспособното женско население кое што не е активно, мислам дека тоа треба да биде главниот елемент каде што треба да се интервенира, но не сме од економското зајакнување да се одвои или занемари социјалната поддршка која што треба да ја имаат жените. Тука пред се мислам на пристапот до градинки и до поделба на работата во домот. Тука е многу интересно да се каже дека жена која што живее во пари има до дете до 6 години, во просек троши 3 часа и 16 минути повеќе од мажот на домашни обврски, а кога немаат дете, троши околу 2 часа и 50 минути повеќе од мажот на домашни обврски. И тоа ме доведува до преносливото татковско отсуство. Кај нас има еден модел кој што има дополнителни 3 месеци, кој што доколку ги земе едниот родител, другиот не може да ги земе. Таа мерка очигледно кај нас не вродува со резултат, некој сериозен, бидејќи занемарлив е бројот на мажи кои што го земаат ова татковско отсуство. Понапредните развиените демократии и општествата кои што се родово сензибилизирани имаат непреносливо отсуство кое што родителот мора да го земе. Или пак ако не го земе тој нема да може да го земе никој. Да, па имаш една шега, ако маш од Македонија отиде во тие земји, ќе се нервира зашто му даваат сега. Па не, всушност е интересно дека според статистичките податоци и според истражувањата на перцепциите, мнозинството од мажите сметаат дека не е срамота, да речеме да земе таткото, да земе родителско отсуство за да го чува детето. Меѓутоа она што е многу важно кај економското зајакнување е дека според меѓународната организација на трудот ако постигнеме паритет, тоа ќе значи 1,6 милиарди долари во економија, не само во Македонија пошироко, но исто така е многу важно дека мажите чии што жени работат се посрекни, сметаат дека се посрекни и имаат подобри семејства, бидејќи автоматски е приходот поголем. Тоа кај нас е еден голем проблем. Да го земеме законот за минимална плата, ја третира текстилната и преработувачката индустрија, 80% од вработените се жени, само во тие индустрии се одлага примената на законот за минимална плата и жените земаат во просек околу 6.000 денари. Даниела, победата Кусли, имам уште едно прашање. Значи, ние сме за родителско отсуство. Се согласувам со колегата дека економското јакнење на жените е од високо на топ листата работи кои што треба да се спроведуваат. Секако паралелно со, како што кажевме, со останатите социјални мерки за поддршка на поддршка како што се не само градинки, туку и старски домови и повремено чување и флексибилно работно време и работа од дома и други форми кои што ќе овозможат пофлексибилно користење на времето и поголема слобода во остварување на други прашања како што се, па да кажеме, социјалните прашања, учество на некои други до образување, бидејќи со овој квантитет на работа, домашна работа, со квантитетот на работа во професијата, многу малку време останува за дообразување и кој што е еден од предусловите за кариерно унапредување. Ајде сега кога сме кај кариерата и вработената жена, да го погледнеме телопот. Ова е едно истражување на Finance Think, кој што покажува во каква состојба се жените и мажите на исто работно место. Вели, жените во Македонија во просек заработуваат 12,5% помала плата од мажите. Значи се работи за иста позиција, иста одговорност, иста работа, исто вложување. 17,1% помалку вработени жени на пазарот на трудот од мажите. И кои се сега причините за ова? Следниот телоп: 30% поради лични и семејни причини, 14% поради грижа за деца, 20% поради школување. Има и бројни други надвор од ова што го погледнавме тука,
како да се изразам, дискриминации во оваа област при барање на работа и при вработување. Колку е заштитена жената, например, од прашањето дали си ти мажена и дали имаш намера да раѓаш деца кога бара работа, па од тоа да и зависи дали ќе ја добие работата или не. Се случува кога ќе забремена да добијат отказ или веднаш кога треба да се вратат на работа. Исто така, не знам, сексуално вознемирување, значи при поднесување на CV. Да, значи Мислам мала и дека сите голема. овие прашања заслужуваат внимание и треба одново да ги отвориме, иако за волја на вистината за голем дел од овие прашања јас сметав дека се апсолвирани и имаме добра законска рамка. Сметам дека прво што треба да се направи е зајакнување на законската рамка. Ние се уште имаме работи кои што не сме ги доволно регулирале во законот, вклучително и овие. Дискриминацијата по основ кога се бара работа, по основ нели на сексизам, сексуално вознемирување и така натаму. Мислам дека Република Македонија треба веќе да го отвори прашањето покрај останатите сите и за усогласување на професионалниот со семејниот живот, затоа што не може ние да зборуваме како на почетокот што почнавме за жена, модерна жена, ако државата не вложила доволно или не создала доволно механизми да ги жената да може да ги усогласи овие две работи, посебно не па жените кои што живеат во руралните средини, затоа што градинките на една рака се бројат кои што се во руралните средини и тие жени немаат еднакви можности, затоа што тие немаат ни градинка таму за услови за да можат и во руралните средини дури не се доволни капацитетите. Значи мора државата да почне повеќе да одделува за оваа намена. Мислам дека овие се прашања кои што бараат и секако финансиски средства. Во овој момент, она што спремајќи се за оваа емисија го погледнав, практично буџетите или програмите, подпрограмите за овие намени се онака скриени како змија нозе или се обезбедени или се лоцирани многу малку средства кои што практично и се смешни и не можеме да зборуваме за имплементација дури на оние права кои што сега ни ги нуди законодавството. Мислам дека треба една посеопфатна стратегија околу овие прашања, која стратегија би била направена во соработка со невладини организации, со експерти. Еве што предлага, например, Светска банка и Обединетите нации, последна нивна студија, велат ги анализираат земјите, што е тоа што им недостига, а што би требало да го постигнат за да имаат напредок во постигнувањето на правата на жената и вели во Македонија, значи како негативно е обележено тоа што не постои специјален суд за предмети во врска со домашното насилство. Потоа велат легислатива за финансиско искористување, финансиска злоупотреба. Законодавна заштита за еднакви плати за иста позиција на работа. Не е проблемот во непостоењето на специјален суд, постојат посебни одделенија, меѓутоа колку се сензибилизирани сите оние кои што се вклучени во оваа работа, тоа е посебно прашање. Ние донесовме посебен закон за борба против семејно насилство, меѓутоа овој закон повторно е мртво слово на хартија, затоа што сметам дека во Република Македонија нема доволно обезбедено средства за превенирање на борбата против семејно насилство. И не само семејно насилство, ние зборуваме постојано за семејно насилство, а каде е родовото базирано насилство, кој што е уште поголем проблем. Јас спремајќи се за оваа емисија на најдов едни податоци според кои практично во Република Македонија светлата бројка на семејно насилство се зголемува. Ако во 2005 да речеме сме имале пријавени случаи 843, во 2014 имаме 1129, а знаете колку средства има? Минимум. Дури не можеме тие подпрограми да ги најдеме. И она што е уште пострашно, шелтер центрите, наместо да се зголемуваат, тие се намалуваат. Во 2006 година сме имале 6 шелтер центри, сега имаме 2 затворени шелтер центри. Тие шелтер центри не работат цел ден,
то значи само жената или мажот, и мажот може Неколку да биде... часа може да престојува Да, само таму. не за престојување, СОС линијата, не, ако Аха, не жената функционира. биде малтретирана преку ноќ, нема кај да се јави, затоа што тој шелтер центар не работи. А имаме ли Практично, податок се од оваа правиме емисија, само барем да кажеме декларативно. каде би можеле сега, кои се функционални сега, каде би можеле да се обратат жените што се... Три национални СОС линии кои што работат 24 часа, но прушаат услуги само на македонски јазик, што е спротивно на насоките на Совет на Европа и Истанбулската конвенција, и тие СОС линии, ако не се лажам, се управувани од граѓанските организации. И добиваат средства од владата, тоа се глас против насилство и СОС линијата, тоа се две линии кои што функционираат, кој што реков, континуирано, меѓутоа нема поширока институционална поддршка за жртвите. Она што е многу важно е дека семејното насилство е една форма, но насилство, родово базираното насилство кај нас не е регулирано со закон и не е признаено како посебна категорија, а тоа е насилството кое што е извршено врз жени затоа што се жени, и тоа е еден од следните чекори кои што би требале да го превземеме, доколку некогаш некоја од македонските влади ја ратификува Истанбулската за Истанбулската конвенција, од она што јас успеав да го добијам како податок, само Македонија и Хрватска се земјите од овој регион кои што ја подпишале, меѓутоа се уште не ја ратификувале, и каква разлика ќе донесе ратификувањето на оваа конвенција? Дали посеопфатен системски пристап во соочувањето со семејното насилство? Можете ли тоа да го објасните и до каде се тука работите? Истанбулската конвенција, денеска Европската унија, токму денеска, ја даде насока на сите членки на Европската унија да ја ратификуваат. Бидејќи ова нели тргна од регионот, во регионот имаше доста земји кои што ја поддржаа, ја подпиша, ја ратификува, ја имплементираат, и понатака почна да се шири низ Европа, така да денеска еве директивата од Европска унија е сите земји членки да ја ратификуваат таа конвенција. Нашиот закон за семено насилство, да се задржиме на она што го имаме секако, час поскоро би требало да ја ратификуваме оваа Истанбулска конвенција, затоа што дава поширок пристап, опфаќа поголем број на луѓе и го дефинира семеното насилство со различните форми. Но да се задржиме на ова што го имаме сега, законот за семено насилство, кој што функционира, нели, стапен во сила од 1 јануари оваа година. Ние во Македонското женско лоби, а и пратеничките тука, 10 години се обидувавме да има некаква регулатива која што ќе ги заштити жртвите. Ќе го превенира семеното насилство и ќе ги заштити жртвите. И сега веќе кога имаме ваков закон за семено насилство, добро е да кажеме да се имплементира во целост. Значи, ние ќе вршиме мониторинг и ќе се обидеме да видиме колку од овој закон вистински функционира, кои се пречките во функционирањето и зошто се случуваат сите овие негативности. Морам да укажам дека во периодот од година дена има 9 убиства. Овие 9 убиства на жени. Овие 9 жени жртви кои што го загубиле животот заради семено насилство, претходно биле во разводна постапка или пак ги пријавувале, скоро сите ги имаат пријавено како насилници сторителите на убиството. Значи, со посериозен системски пристап може да се превенира таков ужасен исход. Значи, институциите... Така. Не само Истанбулската конвенција, дури и нашиот закон за семено насилство што го имаме, овозможува да се превенира. Значи, апелираме на институциите кои што го имплементираат овој закон за семено насилство, сериозно да ги сватат поплаките и апликациите на жртвите кои што ги
прават во институциите, дали е тоа полиција, дали е тоа центри за социјална работа. Значи, зошто се уште не ја ратификуваме Истанбулската декларација? Затоа што прво треба финансиски средства. Во која подпрограма да погледнете за овие прашања, практично или се скриени или се минимум средствата, за да не се видат дека се малку. Втората причина е родово базираното насилство. Ние како држава се уште не сме го признали родово базираното насилство. Имаме проблем со тоа. Ако ја ратификуваме, треба ни за закони да претрпат промени и да се создаде институционална рамка за заштита и од двете форми на насилство. Околу да се вратиме на прашањето она што го имаме. Еве, зошто? Затоа што не функционираат институциите и при постоењето на закон, не знам дали сите протоколи се донесени. Не се. Епа не се, да, не се. Значи 2015 година имаме 1129 пријавени случаи на семејно насилство. Тие до судот се доставени 451 само се процесуирани од 1229. Изречени се мерки само 345. Тоа значи некаде 1/3 од пријавените се санкционирани или е постапено од страна на институциите. И затоа ќе ни се случуваат убиства. Затоа што семејното навреме насилство е исклучително комплексна тема, да, сето ова мора да се стави во некакви рамки, односно да се стави контрола, да не се повторува. 40% жени во парламентот се надевам дека ќе направат разлика со ваква упорна и секојдневна борба која што сите вие ја водите. Се сензибилизираат јавноста туку. И се надевам дека нема да се оствари за жените да имаат храброст да ги истакнат сите оние проблеми со кои што се соочуваат, затоа што јас сметам дека некако како да се уплашени, како да немаат храброст да ја споделат својата приказна со другите, значи. И да не се случи предвидувањето, така. Да, Светскиот економски форум кој вели родовиот јас нема да се затвори до 2133 година. Јас многу ви благодарам што вечерва бевте тука. Мислам дека отворивме клучни прашања. Позицијата на жената мора да се менува, рамноправноста мора да се постигне. На сите наши гледачки кои ќе го слават утрешниот ден, среќен 8 март им посакуваме и нека ја проложат битката од овој аспект кој што го разговаравме вечерва, да постигнат жените една посериозна позиција во општеството, рамноправни и со мажите. Ви благодарам што не гледавте и довидување до понеделник.